клубот е оставен на град Прилеп. Не на општина Прилеп, ова сакам посебно да потенцирам, туку на град Прилеп. Општината Прилеп секогаш ќе има логистика на акционерското друштво Победа Прилеп, како што имаше и досега. Да кажам, и локалната самоуправа и поранешниот состав и минатиот градоначалник одвојува околу 3 милиони денари секоја година, како што беше 2017 и 2018 година 3 милиони денари беа одделени за фудбалскиот клуб Победа. Што се случи и оваа година. На предминатата седница Советот на општина Прилеп донесе одлука и оваа година за 2019 се доделат 3 милиони денари на фудбалскиот клуб Победа. Само во овој момент додека траат председателските избори, тие средства ќе бидат префрлени на фудбалскиот клуб Победа после 5 мај. Она што сакам да напомнам, дека и понатаму она што имаше обврска општината Прилеп да го изгради стадионот, тоест северната и јужната трибина на стадионот. Еве како што гледате, во постапка е сега северната трибина се покрива, во тек е тендерска документација за правење на јужната трибина, околниот зид и се оние инфраструктурни елементи што му следуваат на градскиот стадион, а исто така добив уверување и од Фудбалската федерација на Македонија за она активност и према договорот што требаше да го исполнат, да биде ставени во функција рефлекторите на стадионот и требникот на стадионот. Јас се надевам дека она што имаат тие обврска ќе го направат, а јас сум сигурен и уште еднаш тврдам сега дека градскиот стадион, тоест трибините на градскиот стадион до почетокот на наредната сезона, фудбалска сезона ќе бидат направени. Тоа е еден подстрек за сите наши нови идни акционери што би се јавиле, или граѓани од нашиот град, стопанственици, фудбалски работници, навивачи. Значи, од овој момент акциите се на располагање и мислам дека оваа година мора да се најди начин или можност Победа да опстаи во прва лига. Да кажам, многу е тешко условите кои што се најдува во овој момент фудбалскиот клуб Победа. Од финансиски аспект има одредена сума и исто така незавидна положбата на табелата на фудбалскиот клуб Победа. Сепак остануваат уште 13 кола до крајот на првенството. Се уште има теоретска можност тоа да се направи, затоа што ако оваа година Победа успее да остане во првата лига, од наредната сезона, како што кажав, ќе играме на свој терен. Гледачите и граѓаните на Прилеп ќе имаат можност сите тие фудбалски утакмици што ги игра Победа да ги гледа на свој терен на градскиот стадион Гоце Делчев тука во Прилеп. И еве да упатам еден апел до сите стопанственици, заинтересирани граѓани кои што сакаат и го сакаат и фудбалот и Победа, да вложат одредени средства, доколку сакаат се разбира, посебно поголемите компании од нашиот град, бизнисмените кои што можат да направат бизнис план и да го одржуваат овој клуб. Навивачите исто така да бидат вклучени, пошто на Прилеп и Победа има доста навивачи кои што вистински ја сакаме сите Победа, го сакаме фудбалот во Прилеп и ова нека биде еден апел да овие акции од 5 евра ги откупат или ги откупи еден, за да може Победа понатаму да функционира во прва лига како што беше досега. Веќе потпишите се обезбедени, согласноста е обезбедена од сите, меѓутоа еден од акционерите не е физички присутен тука. Освен него сите другите сме потпишани, чекаме да биде во можност да го даде и тој својот потпис и ги даваме на јавна објава истите акции на продажба на останати компании, потенцијални единци, на оние кои што се заинтересирани, што во поголем број тоа би било подобро за да може да се спаси за спасна Победа и да се врати Победа онаму каде што припаѓа. И понатаму ќе останеме покрај новото раководство на фудбалскиот клуб Победа и ќе го поддржуваме финансиски како спонзори се со цел нормално да го задржи нивото на кое што. Како еден од најтешките моменти е во клубот, бидејќи сме единствен клуб можеби во цел свет кој што 3 години играме надвор, а тој притисок не е само финансиски, тој е огромен финансискиот, меѓутоа вториот притисок е обезбедувањето на бодови, посебно кога се борите за место во табелата.
Ја немате помошта од публиката, тешко е секоја утакмица играме надвор и затоа во овој момент и сакаме да се заблагодариме на градоначалникот што конечно после 3 години некој се најде да тргне да реши овој проблем да ги играме над преварите тука. Че се обидиме да го завршиме првенството, да обстаниме, меѓутоа ништо не значи и ако не обстаниме, целта е да се стабилизира и организира клубот, да функционира онака како што треба, како што доликува еден клуб во прва лига и како што доликува клуб на Прилеп кој што важеше за еден од најспортските градови во државата.